Добредојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Она што ќе го обработам во оваа епизода е прашањето дали само слушањето може да ти помогне подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Ова прашање често го добивам, кое понатаму се надоврзува со речениците. Па што имам и да вежбам, да зборувам кога и онака го слушам македонскиот јазик. Која е воопшто разликата кога треба да зборувам? Кој знам јас сето тоа додека го слушам јазикот. Воопшто не е тешко да се зборува на македонски ако знаеш некој од балканските јазици, например српскиот, бугарскиот и така натаму. Сега ќе ти кажам зашто не можеш течно ни точно да зборуваш македонски само ако го слушаш јазикот. Да, јас препорачувам слушање. Дури ако си во можност секојдневно слушање на јазикот за подобро разбирање на контекстот, структурата и така натаму. Слушањето, односно примањето на јазикот е еден од триковите кои ги препорачувам при изучување и усовршување на македонскиот јазик. Доколку ја немаш слушнато подкаст епизодата активно слушање, слободно можеш да се вратиш и истата да ја слушнеш. Ќе слушнеш конкретни примери кои ќе ти помогнат уште денеска да го подобриш твојот македонски. Слушањето на јазикот е многу важно. И секако дека е многу важно да се практикува на дневно ниво. Ако не си имал можност да ги слушаш изворните говорници, тогаш треба да слушаш содржини на македонски барем 30 минути. Без слушање на јазикот не е можно негово репродуцирање, односно зборување, ниту пак усовршување на истиот. Но она што ќе те направи да бидеш мастер по македонски јазик и вистински да го зборуваш јазикот е вистинското практицирање и зборување на македонскиот јазик. Сметам дека сите вештини за да вистински да се знаат мораат да се вежбаат и усовршуваат. Без разлика дали се работи на усовршување на странски јазик, учење да возиш велосипед, или учење да возиш автомобил, или усовршување на најновите технологии, а и сите останати вештини. Еднаш имам слушнато дека доколку сакаш да научиш да возиш велосипед, нема да научиш така што ќе земеш книга која кажува како се вози велосипед и ќе ја прочиташ од почеток до крај. Туку за да научиш велосипед, потребно е да земеш и да го возиш тој велосипед. Да паднеш, да научиш каде треба да застанеш и каде треба да проложиш. Можеш сама да научиш, но она што ќе те забрза на твојот пат, при учење на секоја вештина и усовршување на истата, е ако имаш ментор, кој ќе ти укаже на грешките, кој ќе ти даде поддршка кога ти е тешко, ментор кој ќе те охрабри да проложиш кога ќе размислиш да се откажеш. Ја имам слушнато реченицата информација не е трансформација од една бизнис менторка во Србија, Јована Милјановиќ, и јас истата ќе ја применам тука. Токму слушањето е информацијата, а зборувањето е трансформацијата. Се додека го слушаш јазикот и само се насочуваш на слушањето, тогаш го примаш јазикот на едно когнитивно ниво. Не можеш вистински да научиш да зборуваш. Потребно е вистинско вежбање и практицирање на јазикот за да навистина го зборуваш истиот. Ова го имам поминато скоро со сите јазици кои ги имам учено, а најмногу имам приметено кога се опитував да зборувам на српски, на бугарски јазик, кои се слични со македонскиот. Како некој кој живеел во Куманово, можам да кажам дека српскиот јазик и кумановскиот дијалект се многу слични. И сигурна сум дека сите кумановчани ќе се сложат со оваа констатација. Исто така, кумановчаните се изложени на телевизија со српска продукција и се слушаат емисии на српски јазик и сите разбираат што зборуваат соговорниците. Но, кога треба да се зборува тој јазик во вистински реални ситуации, тогаш настанува проблем. И мене ми се има случено истото тоа. Кога дојдов во Србија, бев сигурна во себе и во знаењето на српскиот јазик
и си велев: лесно ќе зборувам сега српски, во продавница ќе си купам се што ми треба и тоа без проблем. Но ќе ти кажам дека воопшто не беше така. Најдов на потешкоти. Првим се сопнав на пречката како правилно се изговараат некои зборови, бидејќи акцентирањето е поинаку. Потоа редоследот на зборовите во речениците. Во некои ситуации не можеш буквално да ги преведеш зборовите и изразите како ти доаѓаат на македонски. И така натаму. Падежите како поим не се учат по македонскиот јазик и представува предизвик истите да се користат. Кој има учено средно гимназиско образование во Македонија, падежите ги има сретнато само при изучување на латинскиот јазик и тоа е се. Од странските јазици кои се изучуваат во Македонија, само германскиот има падежи, а јас само ги учев англискиот и францускиот, потоа италијанскиот, и сите тие немаат падежи. Така, например, на почетокот ми беше тешко да се сетам дали правилно на српски се кажува била съм во продавници или продавница. Во македонскиот јазик пак постои членување на зборови и сум приметил дека тоа представува најголема мака на оние кои сакаат да го учат и зборуваат македонскиот јазик. Оние кои го изучуваат македонскиот јазик како странски јазик. Од слушањето нема да научиш дали во конкретна ситуација ќе кажеш бе по продавница или продавницата, дојди земи ја тетратката или тетратка. Тоа се граматички правила кои се учат и треба да се научат. Но едно е учење на граматички правила, а друго е точно употребување на истите во дадена реченица и во дадена ситуација. Граматичките правила при усовршување на јазикот е нешто што е must to have, а не nice to have. И јас верувам дека ќе ги научиш граматичките правила и ќе научиш во кои ситуации се употребуваат и како треба да се кажат одредени зборови. Но моето прашање е дали можеш слободно и без трема да зборуваш сега кога ќе те прашам како го помина денот денеска. Затоа е потребно вистинско практицирање на јазикот. Вистинското практицирање на јазикот е можно кога зборуваш и кога имаш трема и кога правиш грешки. Те охрабрувам да почнеш уште денес да зборуваш на македонски и покрај грешките и покрај несигурноста која ја чувствуваш. А доколку ти е потребна помош и сакаш јас да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линковите кои се наоѓаат во описот на оваа епизода и там ќе ги најдеш сите информации. Те поздравувам до следното слушање.